Ајде, може. X се пресликува во 2x плюс 1. Да го составиме диаграмот за оваа функција. Бидејќи кажавме дека функцијата всушност не представува пресликување од едно во друго множество, че најпрво ќе го нацртаме едното множество, каде што ќе зададеме вредности за x-от и тоа не се влезните вредности. Еве нека се тоа броевите 0, 1, гумичката малку. Гумичка. Еве. Чекај, повторно пенкало. Па, ајде. 2 и 3. Ете, замислете си дека ова е тројче. 0, Сега 1, 2 веќе и личи 3. на 3. Значи, овде ни се влезните елементи. Сега да видиме кои ќе ни бидат излезните. Може јас да? Ајде. Ајде јас, мислам дека... Јас сум по цртањето. Така, сега. Значи, ако влегува нулата, кој е бројот кој што ќе излезе ако правилото е дека тој број треба да го помножиме со 2, па да му додадеме 1. Значи, што ќе имаме? 2 по 0, 0. Да, Плюс плюс 1. 1, 1. 1. И 1. тоа се запишува вака, дека бројот 0 се пресликува во бројот 1. Ајде да видиме бројот 1 сега во кој број ќе ни се преслика. 2 по 1 е 2 плюс 1, 1, 3. 3. Така. Што значи? се преслика Так. во бројот 3. Три. Вау, па и ова е интересно. Ајде да видиме двојката во кој број ќе 2 се по преслика. 2. 2 по 2 плюс 1, Тоа ќе ни биде 2 по 2, Четири. 4 плюс Пет. 1, 5. 5. 7, 6. Значи бројот 2 ќе се преслика во бројот 5. И 5, Марија, 5. А плюс, аха, плюс 1. 2 по 2, 4 Па по да, 7, 5. Ти речеш 6. 5 и бројот 3. 3, 2 по 3, 6 Плюс плюс 7, седем. 7. вау, одлично. 7. Така, сега. Ова ни беше значи едниот начин на кој што може да ги запишеме функциите со помош на диаграм, а сега од диаграмов да ја составиме и табелата за ова пресликување како ќе ни изгледа. Значи, сега ќе нацртам една табела. Овде ќе ги ставиме вредностите за x-от и функциите ги означуваме со f од x. Сега, ќе ги земеме овие вредности што ги имавме во диаграмот, значи 0, горе кај x-от, 0, 1, вака само сега ќе ја делиме табелата, Така. 1, 1, 2 и 3. 2, ќе ни требаат уште неколку само, 2 и 3. Овој дел, значи, тука можеме да го пополниме од диаграмот, но да видиме како ќе најдеме сега уште. колку места ни Уште треба? 2 доволни се. Добро. Значи, сега се служиме со диаграмот за да ја пополниме табелата. Кога x-от е 0, забележавме дека функцијата f од x ќе биде еднаква на Еден. 1. Еден. Значи, во тоа квадратче ќе го Се имаме внесува бројот 1. Така. За 1 се внесува 3. Така. За двојката е 5. За За тројката тројката е е седум. 7. Сега. Ајде да продолжиме да пополниме табелата за уште 2 бројчиња. Може? Четири. 4, ајде. 4 нека биде и нека биде 7. Така. Ајде да видиме. 4 по 2, 8 плюс 1, 9. 9. Така. 9. Сега, Цветко, ќе ти покажам една финта за да не се мачиш да пресметуваш. Ајде. Што можеш да забележиш
долу сега кај бројките за... Дека секој број рипа за 2. Значи, следното без да пресметуваме, знаеме дека ќе ни биде 11. 11. Но не е 11, затоа што овде не е број 5. Ау, туку е токму број не. 7. Токму така. Браво, Цветко. Значи 15. 7 по 2, 15. 14 плюс 7, 15. 15. Одлично. Така. Браво, Лина. Лина? Ова Марија. Оле. Ау, Леле. ти ти стана тешко од математиката денес. Како Лина ми се врти, поздрав до Лина. Ајде само да ја Поздравувам се, Лина. запишеме уште и на третиот начин функцијата со формула. Значи тоа се запишува на следниот начин. F од x е еднаква. Само уште ова да го кажеме дека наместо f од x најчесто се користи и ознаката y. Е еднаква на 2x плюс 1. Допиши, Цветко. 2x Плюс 1. Плюс плюс 7. 1. Значи сега дадената функција ни е напишана на трите начина. Со диаграм, со табела и со Рам. формула. Со формула. Формула. Добро. Значи ова е формула. Да. Така. Значи лесно ни беше да ја пополниме табелата кога го знаевме диаграмот и кога ни беше дадено правилото. Да. Ајде сега да одиме на малце потешкиот начин, кога ни е дадена табелата, а да го откриеме правилото кое е. Да бришам се. Па може да искористиме да не цртаме нова табела. Добро. Готово избришав. Ајде, Добро, ќе нацртаме нова табела. јас ќе ја нацртам табелата. Значи, јас сум по цртањето. Колку треба да имаше? Две редици, 8. Колку ни треба. Така? Да. На пола. Ете, така. Овде, X-от. А долу ни оди F од X. F. X. Овде тешко се X, Само добро. во заграда треба да ни биде ставен X-от. Така, X-от е во заграда. И сега горе ги имаме 1, 2, 3, 4 до 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ова ќе треба да се продолжи. 6, 7. Само раздвој ги тука, така. Така, Сега, во табелата ни е дадено дека единицата се пресликува во бројот 10. А двојката во 12. тројката 14. Тројката 14. И тука ќе застанеме. Сега, со помош на табелава да го откриеме кое е правилото. Овдека ќе ни помогнат долните елементи. Значи, забележуваме дека сите се разликуваат за 2. Да. Подоцна ќе ја пополниме, Цветко, табелата, прво да го откриеме правилото. Да. Значи, забележуваме дека се разликуваат за 2, тоа значи дека правилото ќе ни започне со 2x. Сега, како ќе најдеме како е понатаму правилото? Заменуваме за првата вредност. 2 по 1 е 2. 2. Но ние треба да добиеме резултат 10. Че како од двојката да стасаме до десетката, треба да додадеме уште 8. Тоа Точно. значи, правилото за пресликување ќе ни биде 2x плюс 8. Ајде да провериме да не случајно сме сгрешиле. Второто бројче беше 2. 2 по 2, 4, 4, плюс 8, 12. 3 по 2. 2, 6, плюс 8, 14. Значи, точно сме го определиле Точно. правилото. Сега веќе може да ја дополниме и табелата со останатите 4 бројки по кои ни 2, фалат. 8 плюс 8, 16. 16. А. 16-ката е специјална. Ајде, 5 и по многу 2, 10 тешка. плюс 8, 18. 18.
18. И тука веќе знаеме, нели, 16, Да. 18, 20, бидејќи горе сега ни се по ред бројките, не ни ги смени Цветко. 20. 20 И тука ќе биде 22. така. 22. Така. И веќе може да кажеме и која е формулата на функцијата, доволно ние само напред да ставиме едно f од x дека е еднакво на 2x плюс 8. Сега ќе ви давам една функција и ќе запишам уште неколку функции под незе. Ајде, Ајде, едва да и видиме. чекам. Ајде. X. X нека се пресликува во 2x Ке мора да бришеме. Ете го. пенкалцето Повторно сега. пенкалцето. Ајде, да се пресликува во 2x 2x плюс 3 плюс 3 плюс 4. плюс 4. Така. Ова е лесно. Сега. Нека имам уште неколку функции. Ајде. X се пресликува. Може под незе да пишуваш, за да може да правиме споредба. X се пресликува 2. Отвори заграда. X плюс 2 x плюс 2 затвори заграда. Плюс 3. плюс 3. Одиме со следната. X се пресликува. X се пресликува 2x плюс 10. 2x плюс 10 минус 3. минус 3 И уште една. X се пресликува. Сега ќе напишеме дробка, значи прво дробната црта. Горе имаме 4x, 4x x плюс 14, ќе ја продолжиме дробната црта. плюс 14 Така, продолжи ја само за сите бројчиња да видат наднезе. Врз 2. Значи долу имаме 2. Двојкава некако се Сега. тресе. Значи, овдека запишавме 4 функции кои што на изглед ни се различни. Но всушност станува збор за една иста функција. Сите овие се еквивалентни помеѓу себе. Зошто? Ќе почнеме од првата која што ни беше зададена. Овде имаме 2x плюс 3 плюс 4. Како можеме да ја упростиме? Гледаме дека овдека од десната страна имаме две бројчиња кои што може да ги собереме. Да. Бидејќи 3 и 4 ни даваат 7, што значи функцијата може во поинаков облик да ја запишеме и како 2x плюс 7. Да. Тоа ќе ни биде всушност и најпростото запишување на оваа Точно. функција. А потоа, како сме направиле еквивалент? Овдека и овдека имаме двојка и четворка. А заедничко за двојката и четворката ни е бројот 2. Па можеме да го извлечеме пред заграда. Па сега во заградата од 2x, бидејќи двојката ја земавме, ќе ни остане x-от, плюс од 4 бидејќи земавме 2, ќе ни останат уште 2. И тројката си беше сама. Значи има ни уште еден начин на запишување на првата функција. Друг начин како може да ја запишеме? 2x плюс седмицата може да ја запишеме како 10 минус 3. И во облик на дробка, зошто 4x плюс 14 врз 2 еквивалентна со 2x плюс 7, бидејќи дробната црта важи за двата броја што се горе, тоа значи дека двете може да ги поделиме со именителот. Па 4x кога ќе го поделиме со 2, ќе добиеме 2x. Плюс 14 кога ќе го поделиме со 2, ќе добиеме 7. Значи, сите овие 4 функции се еквивалентни помеѓу себе, но во најпрост облик запишани сите овие 4 ќе ни изгледаат x се пресликува во 2x плюс 7. Значи, ова е најпростата форма на дадената функција. Да. Сега, за дома можат учениците да пробаат да состават сами една функција, а потоа да одредат еквивалентни функции на дадената.
може да ни ја избришеш цветко таблата. Така. Сунгер, ајде. Види. Ајде, избришано. Добро, ајде сега да се обидеме да составиме други еквивалентни функции. Ајде. Јас пишувам. X се пресликува во, еве нека биде 3x минус 10, нека биде. Десет. 10. Денес не ни оди пишувањето на таблава, Да, па. Кредата ама затоа нешто. математиката ни оди. Кредата нешто не ми пишува. Пишу. X се пресликува на 3x минус 10. Добро. Добро. Ајде сега да смислиме некоја еквивалентна функција на оваа дадената. Како може поинаку да запишеме деснава страна? Марија, не бегај. Бегам. Марија. Ајде, јас решив задачите. Да. Ајде вака. 3x можеме да ги раздвоиме на колку? Наместо 3x може да запишеме, например, 2x плюс x, бидејќи 2x и уште 1x ни прават 3x. Значи, 2x Плюс плюс x x минус 10. минус 10. Десетката стана 16-ка. Не по моја вина. Кредата ми е таква. Еве, Ете. Ајде да се обидеме да најдеме уште една еквивалентна. Ајде сега да се играме малку со десетката. Да ја оставиме 3x, значи x се пресликува во 2x. 3x и сега. Ајде ќе ставиме минус 6 и минус од 6 да стасаме до 10 ни фалат уште 4. Значи минус 4. Минус, затоа што имаме тука Да, минус. да, 6 минус 4, да. Така. Така, Чевени, уште една еквивалентна. 3x. Така, Сега нека ни е дадено овде да е 3x, а овдека нека е плюс 15. плюс 15. Да. И сега? Сега, а треба да го имаме бројот минус 10 наместо плюс 5, значи ќе треба да одземеме сега 25. Така, значи x Само 25-ката да допишеме. минус 25. Така. Така. Сега x се пресликува 3x плюс Марија? Кажи. Марија? Плюс, ајде 5 нека биде. 5. И сега ќе треба да одземеме 15 за да бидат минус 10. Минус Минус 15 15. за да добиеме минус 10, бидејќи плюс 5 минус 15 знакот го земаме од поголемиот така број, и станува станува минус 10. 15 минус 5 станува 10. Ова математиката навистина многу ме измори. Измори? Не знам за тебе, Марија. Да. Исто. Дечки, да се поздравиме, учителка, се поздравуваме, се гледаме утре пак, бидете поздравени. Сега одиме со мал джингл, подоцна. Повторно ќе се видиме и тоа е тоа. Вежбајте математика.